студиото со вас, Маријан Ников. Пладнен вести, ви благодарам за вниманието. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска е во еднодневна посета на Македонија во рамки на неговата турнеја посети на земјите од Западен Балкан. Премиерот Христијан Мицковски е негов домаќин и веќе се одржува средба меѓу двајцата, а Кошта ќе има средба и со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Високиот гостин од Европа беше пречекан од министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Председателот на Европскиот совет претходно изминативе 2 дена беше во Белград, Сараево, Подгорица и Приштина, а попладнево со премиерот Мицковски заедно ќе летаат за Тирана на заедничка вечера со лидерите од Западен Балкан. Според информациите, во очекување сме и на пресконференцијата, со низиното започнување ќе се вклучиме повторно од владата. До председателот на собранието Африм Гаши се уште не е пристигната оставка на министерот за здравство Арбен Таравари. Воедно нема пристигнато ниту предлог кој ќе биде координатор на пратеничката група на Вреди или кандидат за гувернер на Народната банка. Оставката се уште ја нема, а нема ниту предлог за гувернер. Немаме никаква нова информација за пратенички групи, рече Гаши на денешната средба со новинарите. Сега како што кажа, нема ниту нов координатор од Вреди. На последната координација немаше никој од Вреди. На координацијата ги викнавме координаторите додека тие официјално се координатори. Кога ќе има нова состојба, ќе го поканиме оној што ќе биде координатор, појасни Гаши. Министерот за здравство и лидер на едното крило на Алијанса за албанци од МВР соопштение со апел во пресрет на матурските, на матурантите, но и за нивните најблиски. На матурска прослава без автомобил, без конзумирање алкохол, без користење наркотични средства, без нарушување на јавниот ред и мир. Сообраќајната статистика покажува дека во деновите кога се организираат матурски прослави, се зголемува бројот на сообраќајни незгоди. Статистика покажува дека во деновите кога се организираат матурските прослави се зголемува бројот на сообраќајни незгоди. Голем дел од учесниците во сообраќајните несреќи се млади луѓе, матуранти кои најчесто завршуваат со тешки телесни повреди, а неретко и го губат својот живот. Одговорноста на девијантното однесување на дел од матурантите во сообраќајето првенствено кај младите, но и кај нивните родители. Не дозволувајте да им на своите деца да одат на матурска со автомобил. Грешките во сообраќајот може да бидат фатални. Затоа на матурска без автомобил, без консумирање алкохол, без користење наркотични средства и без нарушување на јавниот ред и мир. Во време кога имаме наплив на странски зборови, македонистите сметаат дека доколку правилно се негува најнапред во семејството, а потоа и во образовниот систем, никогаш нема да биде загрозено опстојувањето на македонскиот јазик. Без разлика на ставовите на соседите, непобитен факт е дека постои стандардизиран македонски јазик со своја азбука и правопис. Во архивите и библиотеките постои цел арсенал книги со кои може да се покаже и докаже постоењето на македонскиот јазик и пред неговата официјална кодификација пред 80 години. Имаме и ракописи кои што се од 13 век, меѓутоа имаме и книги кои што се од после кодификацијата, кои што секако влегуваат старопечатени, ретки книги, кои што влегуваат во тој фонд и кои што го промовираат македонскиот јазик и на некој начин го зачувуваат. Оваа година 150 години правиме од речникот на Пулевски, односно тројазичникот, кој што вие некаков вовет во таа кодификација на македонскиот јазик. Го имаме исто и за македонските работи од Мисирков 1903 година, значи зборам за изданија пред 44-та кои се некаков начин да се кодифицира македонскиот јазик. Така да имаме и тоа тежок арсенал во одбрана на македонскиот јазик.
Во време кога имаме наплив на странски зборови, македонистите сметаат дека доколку правилно се негува, најнапред во семејството, а потоа и во образовниот систем, никогаш нема да биде загрозено опстојувањето на македонскиот јазик. Никогаш не треба да се плашиме за иднината на нашиот јазик. Меѓутоа, како се нешто, и на јазикот му треба постојано негување, под наводници негување, имајќи предвид дека се работи за жив организам. Тоа е жива материја која што постојано прима нешто ново, нешто изфрла, се примаат интернационализми, меѓутоа опстојувањето на македонскиот јазик според мене никогаш нема да биде загрозен доколку правилно се пренесува. На одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата, Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски на Филолошкиот факултет при УГД го донираше второто издание Правопис на македонскиот јазик. За сител Трајан Ристовски. Во пресрет на летната туристичка сезона, бројките на туристи се зголемуваат. Најголемиот дел се од европските држави. Туристичките работници очекуваат зголем број и во следните месеци. Македонија останува привлечна дестинација за странските туристи. Според статистичките податоци, бројот на гости и ноќевања се зголемил за околу 22% во првиот квартал од годинава. Најбројни во март се од Германија, 10.410, веднаш зад нив се туристите од Турција, Франција и Грција. Најлюбопитни се нормално европските туристи, европските, скандинавските, посебно што доаѓаат од скандинавските земји, затоа што тие веќе прочитале за историјата, прочитале, знаат каде се наоѓаат, прочитале за историја и Охрид му е многу интересен, многу атрактивен за посебно за стариот дел на градот и така. Посетителите најмногу се интересираат за природните убавини, културно-историските знаменитости и традиционалната храна. А според туристичките водичи, има интерес и за купување недвижнини во Охрид. Никој си нема заминато од овде без добри воодушевувачки впечатоци. Значи секој го сака и секој прашува колку пари квадратен метар овде за да купи некакво имање, нешто да има да дојде овде да го посети пак. Со оглед на тоа што и вон сезона има гости, туристичките работници се оптимисти и очекуваат дека годинава ќе ги надмине ланските бројки. Статистиките покажуваат дека во периодот јануари-март 2025 во однос на истиот период од претходната година вкупниот број на туристите е зголемен за 10,6%. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Ако работите додека студирате, нема да бидете пренасочени од државна во приватна квота. Појаснува председателот на Универзитетското студентско собрание при УКИМ, Николовски, потенцира дека единствената причина да плаќате двојно на факултет е нередовноста на предавањата. Поради дилемите во студентските кругови за тоа дали ги губа студентските права, вработените Универзитетското студентско собрание организираше пресконференција на која ги образложи правата на студентите за студентски оброк и стипендии во ситуација ако сте вработени. Меѓу студентите, факултетите, министерствата, институциите постои општо уверување дека доколку студентот стапи во редовен работен однос, го губи статусот на редовен студент и потоа преминува од државна во приватна квота, односно 200 до 400 евра по 400 евра партиципација. Но дали е тоа така? Тоа не е така и е во интерес на сите страни. Ниту во Законот за работни односи, ниту во Законот за високо образование не постои член, ниту став со кој е утврдено дека доколку студентот се вработи, го губи статусот на редовен студент и преминува во вонреден, а со тоа и му расте партиципацијата. Во ниту еден не е утврдено дека со вработување студентот го губи статусот на редовен и преминува во квота со школарина. Студентот може да го загуби правото на редовен студент доколку не присуствува редовно на настава, доколку факултетите тоа го налагаат. Продолжение